Вести на Канал 8. Добро вечер. Откупот на јагнињата во Брегалничкиот регион годинава потфарли. Сточарите се разочарани од ниските откупни цени и за до година најавуваат преполовување на стадата. И оваа пролет потфарли пласменот на јагнињата од источниот регион на странските пазари. Посебно се почувствувал недостигот од откуп на македонското јагне за извоз на грчкиот пазар. Веројатно заради влијанието на финансиската криза кај нашиот јужен сосед, интересот на тамошните трговци за купување јагнешко месо од Македонија бил никаков. Сточарите од источниот регион велат дека се на крај на издржливоста заради високите цени на сточната храна и слабиот интерес за откуп на македонското јагне. Уште пред великденското празнување, овчарите рекоа дека не се надевале од и домашните купувачи можат да ја поправат состојбата. За Великден слабо ќе се качи цена, за Македонија нема цена. Кој ќе го јаде јагнето? Никој не го зема. И слабо народ има пари. Ниту ниската откупна цена од 150 денари за килограм битно не влијаела за зголемување на продажбата. Великденските празници биле последната надеж за сточарите дека ќе ги продадат јагнињата, но над 30% од планираниот број останал нереализиран. Сега тие веќе ја надминале потребната тежина до 20 килограми, па потешко и ќе се продадат. Ова значи дека ќе имаат непредвидено зголемување на трошоците, бидејќи ќе мораат дополнително да набавуваат храна и да се грижат за пласманот на млекото. Од друга страна, за волната одамна нема каде да ја пласираат, а единствено решение за наредниот период гледаат во намалување на бројноста на стадата. Инцидент се случил во неделата вечерта на улицата Скопска во Кочани, при што е искршено стакло на едно возило. Сторителот засега не познат, а собственикот на возилото настанот го поврзува со почетокот на работа на летната дискотека. Предно странично стакло на возило Volkswagen Touareg настрада во неделата по полноќ на улицата Скопска во Кочани. Стаклото било скршено по удар со тврд предмет, пошто се распрснало на коловозот и во внатрешноста на автомобилот. Возилото стоело паркирано на улицата пред семејната куќа на неговиот собственик Зоран Монев, така што било лесна мета за сторителот на инцидентот. Очевидци на настанот немало, а собственикот дури изутрината пред тргнување на работа ја забележал направената штета. Други оштетувања освен скршеното стакло не се направени, ниту пак се одземени предмети од возилото. Тоа, според Монев, наведува на заклучок дека случајот не е со намера да се изврши провал на кражба, туку е поврзан со недомнешното преземање на летната дискотека и базенот во Кочани, кога по јавниот тендер од пред 10 дена закупувач стана неговата компанија Моневи. Кршењето на стаклото тој го толкува како закана упатена лично кон него од одредена група луѓе. Иако се очекувало дека се надминати непријатните случувања поврзани со работењето на дискотеката и базенот од пред неколку години, негов впечаток е дека сепак таквите игри се уште се актуелни. Монев вели дека инцидентот нема да го поколеба во намерата да ги подобри условите во двата објекта и на посетителите да им овозможи пријатен престој со целодневна забава. Увид на местото на инцидентот направи полициска екипа од кримтехника, а истражната постапка треба да даде одговор кој е сторителот и кои се причините поради кои тој се одлучил на ваков потек. Универзитетот Гоце Делчев го објави конкурсот за запишување нови студенти за предстојната наставна година. Наместо на правниот, завршените средношколци годинава ќе можат да се запишуваат на економскиот факултет во Кочани. Вкупно 400 слободни места има за новата студиска година на економскиот факултет во Кочани како дел од Штипскиот универзитет Гоце Делчев. Тие се распоредени во 6 различни програми, а најголем број, односно 90 слободни места, се предвидени на насоката банкарство, финансии и осигурување, како и по 70 на менаџмент и предприемништво, маркетинг и на сметководство, финансии и ревизија. Останатите средношколци ќе можат да се запишат на насоките финансиски менаџмент, каде има 60, и на меѓународна економија, каде има 40 слободни места. Близу половината од вкупниот број студии се во државната квота, а уште 90 во истата квота, но со конфинансирање од по 400 евра годишно. Исто толкова сума ќе плаќаат и оние што ќе се запишат вонредно, каде исто така се планирани 90 слободни места. Како дополнување на можноста да се студира на економскиот факултет во Кочани, од Штипскиот универзитет се нуди можност дел од завршените средношколци да се запишат и на машинскиот факултет во Виница. Таму има две студиски насоки – производно машинство и транспорт, организација и логистика. Овде се планирани вкупно 80 слободни места,
односно по 40 студенти на двете насоки. Од нив половината се во државната квота, а по 10 се во истата квота со кофинансирање и уште толку вонредни. Годинава во мирување ќе бидат студиите на правниот факултет во Кочани, односно настава ќе има само за насоките што се одржуваат во Штип. Исто така, за разлика од изминатите 2 години, во Кочани со конкурсот не е предвидено запишување на дисперзираните студии на Технолошко-металуршкиот факултет во состав на Универзитетот Свети Кирил и Методиј од Скопје. Подетални информации за бројот на слободните места, износот на финансирање и кофинансирање, за роковите за поднесување документи по уписни рокови, како и за критериумите и условите за запишување на студиските програми, ќе можат да се добијат од конкурсите за запишување студенти во прва година, кои ќе бидат истакнати на јавните универзитети за студиската 2014-2015, а ќе бидат објавени и на веб страниците на јавните универзитети во државата. Први, втори и трети места за учениците од Средното општинско училиште Гошови Кентиев на државниот надпревар на електромашинските и сообраќајните струки, што се одржа во Скопје. Во петокот на 9 мај во Средното општинско училиште Владо Тасевски во Скопје се одржаа 33-тите надпревари во електротехнички, машински и сообраќајни струки. Во конкуренција на околу 100 ученици од 19 училишта од Македонија, едно прво, 3 втори и 2 трети места освоија учениците од Средното општинско училиште Гошови Кентиев. Прво место имаме освоено во електроинсталатер и монтер ученикот Ангел Стоимилов. Втори место имаме освоено во машинобравар Николчо Крстев. Во електроинсталатер и монтер второ место Благој Христов. Второ место имаме и во компјутерска техника и автоматика ученикот Илија Рашков. И трети место имаме 2, автомеханичар ученикот Љупче Милчов и техничар за транспорт и шпедиција Јовче Георгиев. Останатите ученици кои настапија, значи 4 се вратија со пофалници од овие надпревари. Во петок на државниот надпревар на стручни средни училишта го представував моето училиште Гошови Кентиев. Освоив втора награда, но по поени бев прв, 82 поени. Имаше огромна конкуренција од 16 ученици од мојата струка и мислам дека постигнавме добар резултат и сетиот труд што го вложивме заедно со професорите се исплати на крај. Целта на овие надпревари е развивање на знаењата и вештините на учениците во електромашинската и сообраќајната струка. Преку нив на учениците им се дава можност покрај совладување на материјалот во рамките на редовната настава да одат чекор понатаму и во остра конкуренција да ги измерат своите знаења и вештини кои ќе им бидат потребни за понатамошен кариерен развој, јакнење на индивидуалната и општествена продуктивност и ќе го потикнуваат учеството во понатамошни обуки и образование. Второ место за ученичката Ивана Карова од Средното општинско училиште Гошови Кентиев на блок надпреварот Кажи нешто, што во организација на Сдруженијето на граѓани ОХО под покровителство на фондацијата Македонија се одржа на 10 мај во Младинскиот културен центар во Скопје. Учествуваа над 200 ученици и наставници од цела Македонија, кои изминативе 5 месеци активно работеа на своите блогови. Настанот бил исполнет со 5 дискусии на тема онлайн уметност, социјални медиуми, како да преживее вашиот бренд онлайн и дигитална писменост. Надпреварот во блогирање Кажи нешто, кој започна на 24 декември и траеше до 30 април, има за цел да ги поттикне младите да ги употребуваат новите информатички технологии на практичен начин и да се изразат креативно преку музика, видео, фотографија или пишување. Ученичката Ивана Карова од Средното општинско училиште Гошови Кентиев со блогот Твое време во силна конкуренција со учество на преку 200 ученици од цела Македонија го освои второто место. Од нашето училиште Гошови Кентиев учествувавме 4 блога, каде што јас го освоив второто место од вкупно 147, приближно 150 блога, под менторство на професорката Билјана Иванова, професорка по математика. Се што требаше да направиме е да креираме наш сопствен блог на кој што требаше да објавуваме. Имаше повеќе категории од кои што требаше да избереме една. Јас пишував за категоријата култура. Бидејќи сите текстови беа лично мои авторски, постојано требаше да бидам на сите културни манифестации, на сите промоции, сите информации од училиштето и така се пишував и објавував на блогот. Ние се представивме со 4 екипи. Бројот на учесниците во екипите беше различен. Таа го освои второто место, сосема заслужено.
затоа што беше и најдобро според мене. Првата награда ја освоил ученик од гимназијата Добри Даскалов од Кавадарци. Надпреварот покажал дека во Македонија постојат голем број креативци кои имаат желба да се изразат на интернет просторот на различни теми и тоа да го споделат со интернет заедницата. Можност на блог да го искажат своето мислење, да дебатираат, да се едуцираат, да разменуваат искуства и да ги развиваат своите потенцијали. Заклучокот на жири комисијата на надпреварот била дека доколку на младите им се даде шанса, тие можат со своите размислувања да влијаат на јавното мислење, да бидат активни партиципанти во јавниот живот и да придонесуваат кон поттикнување на креативните потенцијали на сите останати. Течат подготовките за одржување на општинските спортски пензионерски игри што ќе се одржат на 17 мај во Кочани. Од Кочанското здружение на пензионери ги повикуваат сите заинтересирани да се пријават за учество. Најдобрите ќе учествуваат на регионалните, а понатаму и на републичките игри. Спортските надпревари ќе се одржат на две локации. На градскиот стадион Никола Мантов ќе се одиграат надпреварите во тегнење јаже за мажи и жени, трчање на 80 метри за мажи и на 60 за жени, фрлање ѓуле, скок од место, тробој, двобој и стрелаштво. Во просториите на управата на Сдруженијето на пензионерите од Кочани ќе се одржат надпреварите во шах, пикадо, табла и домино. Почетокот е закажан за 10 часот. Сите заинтересирани пензионери и пензионерки кои сакаат да земат активно учество во надпреварите од Сдруженијето повикуваат во текот на неделата да се пријават. Почнуваме со општинските кои што се масовни. Ние сакаме да собереме што поголем број спортисти, пензионери и пензионерки, бидејќи ги обезбедуваме сите услови. До себе имаме во пракса големо искуство, со нивното доваѓање имаме услови да избереме по широк круг, кој што понатака во наредниот дел по 17 мај до одржавањето на регионалните спортски игри на 17 мај во сабота. Ги повикувам сите пензионери и пензионерки кои што имаат афинитет за спортување, кои се осеќаат без разлика на годините, кои се осеќаат способни да дадат и да учествуваат, да дадат удел во таа спортска манифестација, треба да се јават во дисциплина која што на нив одговара. Мора да подсетам ути ние тие спортски надпревари ги држиме, ги одржуваме по правилата на републичките на Сојузот на Сдруженијата на пензионери на Македонија, кој што има комисија републичка, има одредени правила и по тие правила ние се вклопуваме во тие надпревари. Инаку сите услови ги има Сдруженијето за одржување на игрите во однос на потребните реквизити, како и соработката со локалната самоуправа и спортските друштва, додаде Серафимов. Сите членови кои ќе учествуваат на надпреварите должни се да бидат на наведените места во 9 часот, поради спроведување на евиденцијата на надпреварувачите. Секој учесник е должен да има со себе лична карта и пензионерски чек, не постар од 2 месеци. На основа на постигнатите резултати на општинските ќе се формираат екипи во поширок состав, кои ќе продолжат со подготовките и тренинзите за одредување на екипи и поединци спортисти за учество на регионалните спортски игри што ќе се одржат на 14 јуни во Берово, а понатаму и за републичките што ќе се одржат на 6 септември во Тетово. Пензионерите од Кочанското здружение досега на општинските, регионалните и републичките игри имаат постигнато солидни резултати и котираат на високи места. Агенцијата за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој објави јавен повик за доставување на барања за користење на средства од програмата за финансиска подршка на руралниот развој за 2014 година. Земјоделците кои имаат подигнати лозови и овошни насади ќе добијат помош од Агенцијата за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој. Во програмата ќе може да аплицираат сите земјоделци кои се запишани во регистарот. Во програмата за финансиска подршка од Агенцијата за развој на земјоделството, која ќе трае до 30 јуни, сите земјоделци ќе може да аплицираат за овошни насади. Сите оние кои што имаат подготвено овошни насади и оние на кои им се досеани. Земјоделците пополнетите барања треба да ги достават по пошта или лично во Агенцијата за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој, а крајниот рок е 30 јуни.
Карате клубот Партизан со 4, а карате клубот Кочани со 2 медали на државното првенство за млади каратисти што се одржа викендов во Кавадарци. Носителите на медали се стекнаа со право за учество на Балканското првенство. Нов голем успех на каратистите на Партизан и Кочани како дополнителна потврда на одамна познатиот факт дека Кочанската карате школа го чини самиот државен крем. Последната доаѓа од Кавадарци, каде викендов се одржа државното првенство за каратисти од 11 до 14 години, воедно и изборно првенство за репрезентацијата што ќе ја представува Македонија на Балканскиот шампионат во Истанбул, Турција. Од карате клубот Партизан од Кочани учествуваат 10 дечиња, кои се поделени во кати борби, иначе нашиот клуб учествуваше само во борби. Освоени имаме златен медал, сребрен медал и 2 бронзени. Здравковски Роберто освои златен медал во конкуренција борби, Шехинова Мартина освои сребрен медал во борби и Василија и Ива Тушанова трето место во борби. Најсјајното одличие што го освои Роберто Здравковски е уште едно во низата успеси на суперталентираниот каратист на Партизан. Јас се надпреварував во категоријата минус 35 килограми во борби. Јас освоив прво место, во мојата конкуренција имаше 17 деца. Јас се закитив со златниот медал. Оптимистички се очекувањата и од Балканското првенство во Истанбул. Ќе се трудам да освоим и таму медал. Со очекување на добро представување и во националното кимоно се и освојувачите на сребро и бронза од државното првенство. Јас сум Мартина Шехинова, се надпреварував во борби во минус 40 килограми, зема второ место и се надевам дека на Балканското првенство во Турција, Истанбул, ќе се закитам со некој медал. Јас сум Василија Христик. Јас во сабота учествував на државното првенство во Кавадарци. Го освоив третото место во категорија плюс 47 килограми. Исто така учествувам на Балканскиот надпревар кој ќе се одржи во Турција. Јас сум Ива Тушанова, во саботата учествувам на државното првенство и го освоив третото место во категорија плюс 40 килограми и се надевам дека на Балканското првенство во Турција и Истанбул ќе се закитам со некој медал. Каратистите на Кочани на првенството освоија едно прво и едно трето место. Во категорија родени 2003 година до 40 килограми, Јована Јорданова го освои златниот медал, додека Љубомир Давидков во својата категорија беше трето пласиран. Јас сум Јована Јорданова, јас одам на карате во клубот Кочани. Јас бев на државно првенство во Кавадарци и таму освоив прво место. Со тоа се стекна со право за учество на Балканското првенство во Истанбул. Кажи ми што очекуваш од таму? Не знам, ќе видиме. Се подготвуваш? Да. Јас сум Љубомир Давидков и тренирам во карате клубот Кочани. Јас постигнав трето место на државното првенство кое се одржа во Кавадарци. На 14 и 15 ќе одиме во Турција, во Истанбул на Балканско првенство. Јас очекувам од Балканското првенство да освојам некој медал. На државното првенство во Кавадарци настапија најреновираните карате клубови од државата. И уште една информација од спортот. Успешен викенд зад себе имаа и кочанските фудбалски екипи. Женскиот фудбалски клуб Кочани се пласираше во финалето од Купот на Македонија, додека Осогово ја совлада Каменица Саса во рамки на редовното коло од Третата лига Исток. ЖВК Кочани го завери пласманот во финалето од Купот, давајќи потврда на величината што тренерот Оливер Јовановски сезонова ја има на располагање. Дека надпреварот беше чиста формалност, зборува резултатот од 7:0, полувреме 3:0 или конечни 15:0, имајќи го предвид првиот надпревар во Велес, кој исто така Кочанки го добија со убедливи 8:0. Три фудбалерки на Кочани постигнаа по 2 гола. Кокаловска во 9-та и 19-та, Спировска во 36-та и 62-та, Митровска во 55-та и 80-та и Салихи се запиша во листата на стрелците во еден наврат во 75-та минута.
Финалето ќе се одигра на 24 мај во Скопје. Вториот патник беше веќе познат, тоа е екипата на Конзули, која во полуфиналето требаше да се сретне со победа, но прилепскиот праволигаш го откажа учеството во купот. По тринеделна авантура на гостински терени и кога беше домакин заради реконструкциони зафати на Никола Мантов, Осогово конечно се врати дома. По два надпревара како домакин на фудбалското игралиште во Чешиново, жолтосините надпреварот од 24-тото коло го одиграа на Никола Мантов, каде ја совладаа Каменица Саса со 2:1, полувреме 1:1. Стрелци на головите за кочанскиот третолигаш беа Нанев во 20-та, Натков во 65-та минута, а единствениот гол за гостите го постигна Милошевски во 40-та минута од пенал. Иако домакините имаат контрола над резултатот и случувањата на теренот во сите 90 минути, гостите пружија голем отпор што можеше да резултира и со неправедно реми, откако еден удар заврши во стативата. Црвен картон на средбата доби тренерот на Осогово Крсте Крстев поради приговор на дискутабилна судиска одлука да му се додели жолт картон на Цветковски, поврзан со спорен аут кога топката и припадна на гостинската екипа. Со временската прогноза ги завршуваме вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас.